овие кризни временски прилики на ниво на светска рецесија и криза, мора да се свртиме и да изградиме една бизнес стратегија заедно со локалната самоуправа, кои што се апликанти до европските пари, а ние сме изведувач. Значи, работодавци за нас на овие европски проекти стануваат градоначалниците и од локалната самоуправа и владите кои ги се задолжуваат кон капиталните проекти. Значи, заради тоа стопанствениците во своите бизнес планови веќе се изготвуваат нешто заедничко и ги гледаат еднината во комуникативните односи со локалните самоуправи. Тоа беше и повод, еден од поводите, а вториот повод беше дека Македонско-бугарската комора ги застапува интересите на двете држави и ние се трудиме да изградиме еден заеднички проект на балкански новија простори, македонско-бугарски проект, и тој проект го гледаме во туризмот и во некој заеднички производ кој што ќе биде занаменет за трети пазари, бидејќи нашиот пазар е толку мал и као простор и мора да мислиме преку визијата и преку нашата инвентивност до еден заеднички производ кој ќе го промовираме на третите пазари. Туризмот е најблиску, бидејќи имаме со Бугарија заедничка блиска култура, заедничка култура која што може да ни го представи регионот, бидејќи туристите кои тој заеднички продукт би ги донел во Охрид, Берово и ова, може да ги видат истите култури, истите цркви, манастири, така да тука сме фокусирани во главном кој еден нов продукт на пазар. Спомнавте дека претходно изнесувала трговската размена дури милијарда, а сега е нешто... Значи, трговската размена во едни лоши времења, лоши временски услови стаса до $1,000,000, сега е негде 450 милиони, тоа се однесува баш заради пасивниот однос и недовербата за која се случи во таа транзиција на поединци кои настапуваа самостојно во одлучувањето да инвестираат во едната или другата држава и не беше организирана во еден заеднички еснавски дел. Затоа сега Стопанската комора веќе настапува во една друга позиција и можем да ви соопштам дека бизнисмени од Стопанската комора, сериозен бизнис кој што имаат е брилијант, има сериозна фабрика, инвестиција од 10 до 12 милиони во Плевен градот, потоа имаме Адин кој што има во Перник своја Пишев има, значи од Стопанската комора, овдека е веќе донесен наши членки се финансискиот потенцијал, тоест банкарскиот капитал. И сега кога е дојден банкарскиот капитал, он секаде е претходник на еден добар бизнис и еден организиран бизнис. Значи, комората само ги гради на едно повисоко ниво односите на бизнис заедницата, така да дава една сигурност и овие вакви подпишувања на меморандуми се гаранција дека позади нас стојат извршната власт и локалната власт, тоа значи побрза комуникација при пласман на својот капитал. Ние немаме претенции ни ние, ни градоначалниците да им бидеме менаџери на тие компании.